Гостин во едно студио, како што слушнавте во најавата, градоначалникот на Гостивар и генерален секретар на Алијансата на албанците Армен Таравари. Добро дојдовте. Добро ве најдов, добро вечер. Добро, што е прво министерството кое ви се нуди? Вице-премиерско место во владата за реформи. Дали добивте информација што би требало да прави вашиот кандидат, доколку прифатите сега, поруваме теоретски повеќе? Значи, тоа е нешто... Со оглед на тоа дека одбивте. Тоа е нешто непостоечко. Значи, во првата средба после избори што го имавме јас, господинот Села и господинот премиер Заев, ни кажа дека тоа било предлог на Али Амети, нас да ни се земе здравство и да ни се даде такво некое заменик премиер, кој што не е ни предвидено, ни постои такво нешто, чисто колку да биде, тоа беше знак дека одете, ова ви го нудиме, ако сакате ова земете го, ако не, одете си. Практично, ја го разбрав тоа како, иако во првата средба господинот Заев каже дека нас ни следува тоа, оти Министерството за здравство, тој неколку пати го потенцира тоа на Таравари му е дадено, и тоа би сакал овде да го разјаснам тоа. Значи, преговорите за владата почнаа после еден историски момент. Тоа е 27 април. Знаете, тоа мнозинство се избра со 61 глас. Тогаш не беше ни Амди, ни Мендух, ни никој. Тогаш беше Зијадин 61-виот глас за да се створи тоа мнозинство. И ние тоа скапо го плативме. Да се избере мнозинството, председателот на парламент, Талат Џафери, и ние сме горди и стварно верувавме, и господинот Села верувавме дека после тој период, откако да падне режимот, бевме свесни дека режимот е составен од две компоненти, од ДУИ и од ВМРО. Меѓутоа, бројките импонира, да речам, такво мнозинство кај што мора да биде и ДУИ. Меѓутоа, верувавме дека идниот премиер на Македонија нема да биде, како да речам, бином кој што веќе не е ДУИ и ВМРО, туку ДУИ и СДСМ, и практично го имате груевизмот веќе и во СДСМ. За жал го велам ова. Јас и господинот Села верувавме дека ова го правиме за нашите деца, за општеството, дека ќе смениме, дека веќе нема да функционира како што функционирало порано, дека премиерот нема да злоупотреби и да се игра со одредени партии, албанците нема да бидат само инструмент во владата, туку затоа и ги дадовме и во заменици министри нашите најдобри ги дискутиравме таму што имаме најдобро за делегираме. Верувавме во нешто ново, дека треба да се случи во македонското општество. Рековте дека Али Ахмети бил тој кој сметал дека треба да се одземе Министерството за здравство. Зошто? Што губите, што добивате, ако е Министерството за здравство или не е? Сега ќе ви кажам. Кои се калкулациите? Се овде губи господин Али Ахмети. Значи, Алијансата за албанците е единствената партија во Македонија која што има пораст од 11 декември 2016 година до 15 октомври 2017 година 42% повеќе гласови. Знаете, ниједна опозицијска партија до сега, албанска зборам, од 2002 година до 2017 година, не добила 3 општини. Ниједна партија албанска не добила во Кичево над опозицијска зборам, друга партија освен ДУИ, не добила над 1000 гласови во Кичево. Ние како Алијанса сега имаме 3500 гласови во Кичево. Несомнено е дека сте ви расте имиджот. И ако гледате кај е елитата, албанската елита, тоа интелектуална елита, сите веќе веруваат во Алијансата на албанците и доаѓаат таму. Ако ја гледате една емисија во ТВ21 беше Али Амети, тој кажа дека никогаш не се занимавал со лидерите на другите партии до сега. И тоа е вистина. И во таа емисија од сат и пол, господинот Амети скоро 70 минути се занимаваше со Села. Практично човекот, ја ви зборам и како невролог, практично човекот веќе има комплекс кон господинот Села и тој е главниот Ама зошто да ви се земе Министерството за здравство? Што ако ви се земе, како ќе ви наштети тоа имиджот ако не сте, ако го немате здравство, а сте на пример на позиција на вице-премиер? Значи, целта не беше здравство. Целта беше ние да бидеме понижени. За да одбиете да бидете во влада. Премало. Тоа го знае секој више. Меѓутоа, ние сакавме да дојде до тој степен, да кажеме дека председателот на парламент помогнавме да се избере, законот за јазиците кој истеравме, одредени монтирани процеси кои што беа направени од минатиот режим
бевме дел од власта и понатаму и кога ќе бидеме сега во опозиција после гласање на овој закон. Па ако е така, вие играте на картата на Али Ахмети. Му удоволувате. Зашто не покажете, не го земете тоа вице-премиерско место и покажете дека ова е партија со капацитет сериозен која и од таа позиција еве ќе направи нешто. Пркосно како млади на политичката сцена, се разбира. Ние сме млада партија, околу 3 години успеавме да стигнеме до 50.000 гласови, за што сме многу горди. Во историскиот момент, кога ние сме преговарале за владата, на Алијансата за албанците, тогаш што 3 пратеници беа дадени 2 министерски места. И тоа здравство и локална самоуправа. Имате партнер во коалицијата кој што вреди 2000 гласа на ниво на Македонија. И има министерство со ресор. Не саќате? Ова е веќе понижувачки. Ти дава заменик премиерско место кој што не постои, чисто биди тука како страно тело, како да не постоиш, игнорански, значи и односот на премиерот кога веќе избира ново име за министер за здравство, би требало и другиот партнер од коалицијата да се свика и да праша, а не да се пушти во собрание името на новиот министер без да знае едниот од коалицијските партнери и колку мал да биде тој коалицијски партнер. Имате ли проценка колку ќе ве чини ова политички вас? Сами рековте дека се подобрува имиджот на Алијансата, има таков тренд на пораст, за разлика од вас Беса, која одби да биде дел од владеечката коалиција уште на почетокот, тоа го плати со пад на нивниот рейтинг. Само не е тоа само партиципацијата, може би тоа влијае, не сакам да негирам, меѓутоа не е само тоа причината за порастот. Практично ние успеавме веќе, знаете, излеговме како фракција од ДПА и веќе ние сме втората албанска партија во Македонија, која што и понатаму, ако видите една анализа на ИРИ, која е партија на која што би верувале во иднина и нашата партија Алијансата за албанците убедливо и пред ДУИ. Но реално станувате по-неатрактивни, барем за тие трансфери на луѓе од ДПА или и други луѓе кои би се приклучиле. Значи, нашиот таргет не е... За жал станувате со оглед на клиентелизмот кој владее во општеството. Не е причината дека ние излегуваме. Причината е дека се доведовме во таква ситуација што мораме да излеземе. Значи, не е ситуацијата дека ние инсистиравме по секоја цена. Значи, ние имавме преговарано за едно министерство, тоа требаше да ни припаѓа, тогаш кога е договорено, и не може сега да се рече само Арбен Таравари. Во Алијансата за албанците, во клинички центар има највише членови, доктори, тоа кои што се добри доктори. И со директорските места, ако земете анализа во клиничкиот центар, кои се неуспешни директори, ќе видите дека директорите на Алијансата на албанците се најуспешни. Па затоа и нудевме добри кадри, тие што беа во мојот тим. Ја никогаш не сум рекол дека дефинитивно дека една од министерствата кај што луѓето почнаа да веруваат највише беше здравството. Меѓутоа не беше тоа само дека ја бев како особа, туку екипата која што работеше. Реално сте помислили дека и вие му направивте штета на Заев со одлуката да го напуштите кабинетот, ресорот здравство, за да одите во градоначалничката трка, беше подигнат ентузијазмот околу вас, здраво Таравари и така натаму. И наеднаш го оставивте владата без министер во еден од клучните ресори во кои како има проблеми. Боријан, јас сега ќе ви објаснам за да расчистиме еднаш за секогаш. Значи, ние очекувавме за да коалиционите партнери во владата да имаат некаков договор и стратегија за излегување заедно во локални избори. И во ниеден момент Али Ахмети не го прифати тоа да седнат трите коалициони партнери да се договорат за одредена распределба или кој кај е појак, за да имаат одредени општини. Ние дури не знаевме дека господинот Заев нема да кандидира кандидати во Гостивар, Тетово и во Чаир. Ова не го знаевме, а бевме дел од коалицијата. Тука почнува нечестноста во таа коалиција. А ја ви кажав од почеток, ние верувавме во тој човек. Значи, затоа и влеговме во таа влада и први бевме што дадовме 52 да направи цифра, за да после 3 месеци дојде ДУИ и да биде 62 тоа. Меѓутоа, ние ќе останевме без ниедна општина. Знаевме дека Струга е во критична состојба. Ако не се кандидирав ја во Гостивар, ќе изгубевме и сега ќе бевме клоцани. Не избркани, клоцани од владата. Затоа моравме како партија, бидејќи сме, кажа и ти, нова партија, релативно 3-годишна партија, немавме други експоненти и моравме ја и Зијадин да се жртвуваме, да се вратиме во базата и да бараме поддршка.
И ја мислам дека дел од успехот што стигнавме до тие 50.000 гласа се и причината што Зијадин се кандидира во Струга и јас се кандидирав во Гостивар. Нормално и во сите други градови имавме релативно добри кандидати. Меѓутоа, и да не се кандидирав, ја да бев министер, денеска ќе бев сигурно исклучен од владата, гарантирам. И ќе останевме без можеби или една општина или ни една општина. Во неделата рековте дека останувате во владата, денеска рековте дека останувате до гласањето на законот за Не рековме дека остануваме во владата, значи тоа е интерпретација. Господинот Села кажа дека Централното собрание воопшто не збореше за тоа, не дискутираше за тоа. Само одлучивме да се одржи конгресот на 11 март. Одредивме комисија која што ќе го организира конгресот и кажа дека ние остануваме на нашиот став. Министерството за здравство е добиено во еден историски момент и е поделено на Алијансата и стоиме позади тоа дека тоа министерство би требало да остане на Алијансата за албанците. Утредента добивме гласање во парламентот за нов министер за здравство. Како понатаму? Па, ние ќе останеме конструктивни, ќе ги гласаме сите закони, бидејќи влеговме во владата не да добиеме позиции. Сите наши позиции, еве, јавно го кажувам, би ги поклониле на ДУИ, оти се гладни за позиции, а веќе скоро 15 години се на власт. Значи заминуваат по изборот, по гласањето за закон за јазици, сите кои се во институциите од Алијансата ги напуштаат функциите. Дефинитивно, значи ние си имаме наша гордост. Значи влеговме во владата со кренати глави, со сите тие жртвувања и сакаме да излегуваме повторно горди од владата и да продолжиме, животот продолжува, политиката е ваква. Не сме врзани ние како ДУИ, ако излеземе од влада кај ќе одиме, ние одиме во опозиција и со најголема гордост ќе продолжиме да бидеме позитивни за општеството опозиционери. Значи сите закони што се за ЕУ и НАТО интеграции ќе ги изгласаме, ќе бидеме дел од тоа мнозинство, сите закони кои што се за доброто на општеството и граѓаните на Република Македонија, повторно нашите два пратеници секогаш ќе ги изгласаат и нормално ќе критикуваме што се слабости и недостатоци на владата. Правите ли коалиција со БЕС? Коалиција со БЕС ние направивме во вториот круг на избори, бидејќи бројките не натераа. Сега понатаму? Понатаму, отом потом. Со ВМРО ДПМН? ВМРО сега за сега... Како опозиција, бидејќи одите во опозиција? Ако се реформира ВМРО ДПМН понатаму, сега веќе има нов лидер, ние немаме некакви контакти, ќе видиме како ќе одат работите. Ако успеат тие да се повлечат од груевизмот, да почнат реформски да се однесуваат како нормална партија, тоа зошто не понатаму, зошто не соработуваме. Ние сме отворени и со СДСМ, и со ДУИ, и со БЕСА, и со ВМРО, сите партии мора да комуницираат. Оваа гужва во вашите односи се рефлектираше и на локално ниво, имате проблеми во Советот. Јас би сакал овде избори, ќе се распишат ли избори за советници? Јас би сакал овде го споделам со вашите гледачи што се случува. Замислете во Совет на општина Гостивар, кај што треба да се гласа буџет на општината, градоначалникот е обврзан пред новата година да го даде буџетот на советниците и јас го предлагам буџетот и мнозинството во Гостивар, кое што не е сега ВМРО ДУИ, туку СДСМ ДУИ, го прават истото како порано. Го кочат и не дозволуваат точката, не да се изгласа буџетот. Јас сакам да дискутираме за буџетот. Само да се стави на дневен ред не дозволуваат. И што би кажал понатаму како функционира биномот ДУИ СДСМ? Ќе одите на избори во Видете, ако не се усвои буџетот, советнички листи нови. Ако не се усвои буџетот, практично имаме комплетна блокада. Блокада на буџетот и како би функционирале. Ние ќе побараме сега од министерот за финансии, тоа ќе го известиме и писмено, дека јас сум ги испратил сите материјали од минатата недела и мнозинството од 16 советници не го ставаат на дневен ред. И ми треба привремено финансирање. После 3 месеци ја ќе предложам, доколку се согласат сите, да одиме на предвремени листи, гласање на советнички листи. Господине Таравари, благодарам што бевте гости во Накрестудио. Ви благодарам на поканата, чест ми беше.